Согласно мислењето од животна средина, се дозволува да се стави во правна рамка објект, односно да се легализира објект, кој што е во третата и четвртата зона, но пред тоа да се добие мислење од Министерството за животна средина, така што не е таа редовната постапка како за сите останати. Имаме и овде ограничување, но најважно е дека се ограничени објектите, односно нема да може да се легализираат објектите во најстрогите заштитени зони и подрачја, и тоа се и во делот на културата, културното наследство, и во делот на животната средина, секако и дека имаме зони за, како што кажав, за водоснабдување на градови каде што не е дозволиво во ниту еден случај да се легализираат објекти, и тоа е нешто кое што како став го има завземено владата преку Министерството за животна средина, дека тоа е нешто кое што за нив е оправдано, бидејќи таму постојат веќе објекти. Тоа се зони во подножијата на планините, каде што веќе има изградено објекти. Тие се објекти најголем дел на села и населени места кои што децении функционираат во државата, има изградено улици, инфраструктура, водоводи, канализации, и сметаме дека тоа воопшто не е проблем да се стави во рамка, во легална рамка, и при тоа да се платат казнени пенали за тоа.